Верниците го одбележуваат празникот Педесетница вторден, односно слегувањето на Светиот Дух на апостолите. Духовден спаѓа меѓу поголемите господови празници. Овој празник секогаш се одбележува 50 дена по Великден, а се смета и за роден ден на христијанската црква. Голем број верници од Куманово ја посетија црквата Света Троица. По литургијата тие добија и листови од орев, кои символично го представуваат пламенот со кој Светиот Дух ги просветлил апостолите. Празник денеска е голем и утре. И многу беше убава литургија. Редовно ли ги посетувате овие храмови? Редовно кога не одам на работа, кога се празници баш големи. Се помоливте веројатно за... Да, за сите фамилија цела. Традиционално ли ги посетувате храмовите на овој ден? Да. Се помоливме, за здравје, за нас и за нашите домашни. Педесетница е еден од најсветлите празници во христијанството и се слави 3 дена. Значи, можеме слободно да кажеме дека Педесетница или денот на слегувањето на Светиот Дух е почеток и роден на нашата света црква и од тогаш започнува делото на спасението од страна на апостолите, кои што се епископи, владици, кои што се корен на оние владици кои што денеска ги имаме и на свештеници кои што сме ние и останатите во православната црква. После завршувањето на колено преклонетите молитви се фрлаат оревови лисја кои што имаат форма на пламен. Баш да се присетиме на она што станало пред 2000 години. Именно тие лисја го представуваат пламенот со кој што ги просветил Светиот Дух апостолите. Врз нив слегнал, значи буквално се појавил пламен на нивната глава. Тоа може на иконите да се примети. И ние кои што сме жива црква се уште, сето тоа го демонстрираме театрално, да кажам, видливо, за да можеме да бидеме свесни духовно што се случува со секој еден христијанин кој што се крштева. Според обичаите, во недела не се оди на гробишта, туку се посетуваат светите храмови.